само со тие што треба да гласаат. Тие што треба да гласаат, тие што им се законуваат. Тие што им се законуваат, доколку не гласат за кандидатот на СДСМ, ќе ги враќаме парите. Ете така им велат на членовите, со учени, со закани, со заплашување, со учени, со закани, со заплашување ги малтретираат луѓето. Сега, доколку не ви се допаѓа тоа, гласете по ваше уведување. Гласете по собствен избор. Гласањето е тајно. Никој нема право да ви каже како се гласале. Никој нема право да ви се заканува. И така натаму. Одиме токму така еќе. Токму така им прават закани во партија, доколку не гласаат, ќе ги враќаат парите. Доколку не гласаат, ќе ги враќаат парите што ги земале како советници, како противници и така натаму. Сега, добро ли е тоа, бре луѓе? Добро ли е тоа да се закануваат на луѓе, бидејќи ќе ги враќаат парите? Добро ли е тоа? Тоа воопшто не е демократски. Тоа не е демократски. Тоа не е демократски. Тоа е диктаторски. И така натаму. Одиме сега со токму така. Токму така. И затоа во недела, сите за број 9. Токму така, да. Одиме со, да, јавно агитирам за број 9, јавно, цело струмите ќе биде за број 9. Цело Радовиш ќе биде за број 9. Цело Скопје ќе биде за мојот пријател Орти Ѓорѓиевски и така натаму. Одиме со токму така, одиме со вашите коментари, вашите размислувања, одиме со имаме коментар YouTube. Имам коментари на YouTube, одиме прво за коментарите на YouTube, одиме со вашите коментари и вашите размислувања пристигнати до пред програмата. Регија? Се враќаме во студиото на Прва Плюс телевизија, вашата омилена програма Назад плюс сега. Одиме со вашите коментари и вашите размислувања на денните теми. Регија, ве молам прво споделете програмата на вашите познаници, на вашите блиски. Споделете програмата за да има повеќе гледаност. Одиме со прво коментарите на YouTube, бидејќи се нетрпеливи гледачите. Првиот коментар на YouTube ни доаѓа од Катерина Павлович, кој ни пише овака. Поздрав за емисијата во детоа, ви благодарам. Околу темата ќе кажам дека премиерот не знае што зборува, но последниот е раскрен со коалицијските партнери. Завршува коментарот гледачката, поздрав Катерина на коментар, благодарам Катерина на коментарот. Борке Готев ни коментира вака. Здраво водителе, здраво. Може ли повеќе информација за струмичките девојки? Кога ќе се видиме тогаш? Може ли одговор на моето прашање? Одговорив. Што ќе кажете, иско гледаве и што ќе кажете за Даскаловски, добар ли е да гласам или за него? Доколку сакате да гласате, но јас ќе ви кажам едно нешто. Господинот Даскаловски, иако не сум жител на Струмица, немам право да гласам, немам право јас во Струмица да гласам, си гласам во Скопје. Господинот Даскаловски веќе 20 години. Господинот Даскаловски веќе 20 години и мора да има промени во Струмица. Во Струмица мора да има промени. Во Струмица мора да има нови луѓе. Во Струмица мора да има нова енергија. Така да доколку гласате за посечениот човек, вие сте утнеле работата. Вие сте утнеле работата. Така да одиме понатаму со уште ваши коментари, уште ваши размислувања, само момент. Рија.
Одиме со следниот коментар од вас гледачите. Режија ве молам. Одиме со ваши коментари, ваши размислувања. Режија ве молам коментарите. Одиме со ваши коментари, вашите размислувања прескинате до пред програмата. Следниот коментар ни доаѓа од Скопје, кој ни пишува вака. Голем ве поздравувам вас водители и вашата ценета програма. Благодарам гледачу, ви пишувам од Скопје, поздрав за Скопје. Во врска со темата сакам да го кажам следно моје размислување. Сметам дека со днешната изјава премиерот ретирира на предвидени парламентарни избори. Знаете зошто?